Темата за денеска е во склоп со она што се случуваше во минатите денови, а тоа е летниот течај за нашите деца расти во Исуса. Во текот на минатите денови ние имаме прилика да се дружиме со децата, да можеме да ги упатиме кон библиските вистини и како што спомнав за време на информациите, ние нашите деца ги меревме физички колку се високи. И тоа е многу важно. Како родители од време на време да ги мерите децата, да видите колку растат, бидејќи ако не растат, тоа е сигнал дека нешто треба да се превземе. Исто така, децата учија како да разговарат со деца кои се неми, добија знаци, побарите ги кај вашите дечења. Значи, овде има, како се викат тие знаци? Физички знаци, закони за знаков јазик, да, за овие кои се неми, глувонеми, да може да се... Секој од вас нека научи како да си го каже името. Јас научив, некако се заборев. Но, значи, децата и тоа го учат, зашто има дечиња кои не може да читат, не може да зборуват, не може да слушат. Но ете, пронајден е начин да преку овие сликовити знаци да може да и децата да... Знаете, постојат и книги, она азбука, како се викаше, Брајево писмо, да, имаше и неколку наши книги преведено, како Патот кон Христа, со Надежка и гробот, да можат и тие слепите тоа да го допират и да го читат. Како и да е, ние се друживме, ни беше убаво, но еве денеска една порака за сите нас, која ќе не охрабри, која ќе не подсети, дека навистина ние треба да растеме. Некои ќе растат физички, некои треба да растат и духовно, што е многу поважно. Секако и децата треба да растат и физички, и ќе порастат до едно ниво, како ние што сега стоиме во место, но кога е во прашање духовното растење, нема пензија за тоа. Значи, постојано мора да растеме. Ајде на почетокот да го прочитаме во ведниот текст, кој го наоѓаме во Ефесјаните 4 глава, 15 стих, еве што вели апостол Павле. Туку говорејќи ја вистината, во љубов ние треба да растеме во се кон него. Треба да растеме сите браќи и сестри. Во ова компонент или во овој правец, во љубовта, сите ние имаме потреба да растеме. Никој од нас не го доживел таванот или плафонот и сега јас, порасна во љубов и повеќе не ми треба. Она љубов агапе кој Господ постојано ја зрачи кон нас и ние треба да бидеме они како рефлектори, како месечината што прима светлост од сонцето и од сјајова и таа светлост ние приметуваме. Еве малце 2-3 слики ќе видиме во врска со децата. Старост на децата, долна граница, просечна тежина и горна граница. Значи, еве овде имаме сега за момчињата. Колку, како, што. Може ова фотографија да анализираме, но интересно како децата растат, се зголемува и нивната физичка тежина, но и нивната висина. Овде е за девојчињата. Како и да е, вие знаете, браќа и сестри, кога човекот ќе се роди, колку е долг. Тоа е мало обично бебенце, така. Некаде околу 3 килограми. Детето кога ќе се роди, долго е од прилика во просек 50 сантиметри. Еве толку. Деца, толку сте били кога сте се родили. Замислете, едно бебенце од 3 педи, мои педи, може ваши се поиќе. Скоро нема ни 3 педи. Детето кога ќе се роди едно мало бебче, може во двете раце вака да го држиш. И треба многу љубов, многу време, многу секерации, многу неприспиени ноки, многу трчање, па посети на лекари, да тоа дете застане на свој нозе. Родителите се несреќни ако детето не добива на тежина, иако слабо расте. Физичкото растење, браќа и сестри, на детето е неизбежно и нормално. Иако бебето како бебе од 50 сантиметри, иако е мало, тој е цел човек. Сите работи ги има во себе, така? Кога детето се раѓа, тој е комплетна личност. Иако тие органи, умот, мозокот со време се развива се повеќе и повеќе. Значи, сепак мора тоа дете да порасне и од него да стане човек со сите карактеристики на возрастен човек. Значи, детето расте. И ние се радуваме кога ги гледаме дечињата како растат поред нас. Како што може физичкото родено дете да заостане во развојот, исто така може да заостане и Божето дете кое се родило духовно.
Ние возрастните кои сме овде сме се родили во минатото, секој во своје време духовно. Сме се родили духовно. Но овде опасноста е уште поголема. Ајде, физичкото дете ќе расте, има дечиња кои не растат. Толку ќе порасне и во ред. Меѓутоа, ако ние духовно застануваме на тоа ниво кој сме го имале во минатото и не растеме, опасноста, браќи и сестри, е поголема. Знаеме дека нашата физичка возраст или висина еден ден кој ќе дојде Христос, ќе дојде до нормална ситуација, ќе бидеме сите синови ќерки Божји и со многу поголем раст. Меѓутоа, ако духовно ние застануваме денеска, нека имаме прилика да бидеме со Бога еден ден, со Исуса Христа, кога Тој ќе дојде. Значи, ако не растеме и после одредено време ќе сватиме дека не сме порастали духовно, тогаш стануваме разочарани и обесхрабрени. Не сакаме никој од нас да признаеме дека може во нашиот духовен раст ни е потребно повеќе храна, повеќе труд, повеќе љубов да пораснеме секако духовно. Еве, во една прилика, Исус имал средба со еден човек кој мислел дека е духовно висок, дека пораснал многу духовно, но таа средба му ги отворила очите. Исус му вели: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди одзгора, тој не може да го види Божето царство. Никодим му рече: како може да се роди човек кога е стар? Исус му одговори: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божето царство. Дали сме се родили ние, браќи и сестри, во Божето семејство? Не е можно да се роди бебе во семејство, а да не разберат роднините. Дали е можно? Но не е можно. Сега на Фейсбук цел свет разбира. И да немаше Фейсбук, бабите, дедовците, вујковците, стрините, шурите, кумовите, и сега не знам што да кажам уште. Сите тие знаат дека се родило бебе во семејството Петковиќ. И сите тоа го знаат и се радуват. Не е можно некој да се роди, а тоа да не се знае. И комшиите знаат. Бабите што носат како подарок на комшиите. Оно прженици, како ги викат? Теганици. На друго место другаче се викат. Но како е да е, со тоа бабите се да почестат комши, роднини, пријатели, така? Зошто? Ете ни се роди внуче или внук. Тоа како да се родило, значи, бебе во семејството, никој да не знае. Напротив, со самото раѓање, бебето носи радост во семејството. Носи радост. Како во потесното, така и во останатото пошироко семејство. Но ја знам дека има овде се уште некои кои не се родиле духовно во Божето семејство. Тука се физички, но духовно се уште не се родиле. А Исус му вели на Никодима: Никодиме, ти си тука во семејството Божje, но нешто ти недостасува. Мораш да се наново родиш. Да, ти си се родил во еврејската нација, но тоа не ти дава право да бидеш спасен, да бидеш целосно на Божја страна. Тука се физички, но духовно се уште не се родени и не се дел од тоа духовно семејство. Библијата, браќи и сестри, не подсетува дека за растењето на детето што е потребно? Храна, така, основна храна за детето физички да расте. Тоа новородено детенце мора редовно да јаде храна за да расте физички. Исто се однесува и за нашето духовно растење. Духовната храна за нас е Божјата реч. Значи, еве, детето покушава само да се храни. Гладно е, стомакот бара храна. А и ние секако се храниме. Но, реков, духовната храна за еден човек е Божјата реч. Пробајте детето да не го нахраните еден ден. Ајде вие, пресните мајки, што ќе кажете? Ќе плаче ли детето? Море ќе вика, ќе се дере, ќе плаче, затоа што е гладно. Колку долго можеме да издржиме без храна, ние постарите, повозрастните? Ајде еден ден ќе издржиш, пробај 2-3 дена. Не е возможно. Исто така и во духовниот живот не е возможно ние, браќи и сестри, да издржиме подолго ако не ја контактираме, ако не ја читаме, ако не ја листаме. Ај се Библијата и мобилните или таблетите што имате, каде што имате апликација за Библијата, да ја читаме, да ја проучуваме и да се молиме. Писмото, вели Библијата, тој е леп. Ако отворите второ законие, или мислам дека беше тоа 5 книга Мојсеева,
Еве само за час да ве подсетам што пишува овде во 8 глава, 2 Законие, 3 стих, Мојси ги запишал овие зборови. Како прескок на почетокот, вели, а потоа те храневме со мана, за кое не знаевте ни ти, ниту твоите татковци, за да ти покаже дека човекот не живее само од лебот, туку дека човекот живее од се што излегува од каде? Од устата Господова. Значи, тоа е речта Господова. Речта Господова е таа духовна храна за секој од нас. Ние треба, браќи и сестри, да го помниме тоа, дека човекот нема потреба само од физичка храна, туку нам ни е потребна и духовна храна. Ако физичкиот човек не се храни секојдневно или пости 2-3 дена, ќе ослабнеме физички, не ќе може да работиме. И ако духовно не се храниме со речта Господова, ние ќе ослабнеме. Пробајте да не јадете 2-3 дена или 4 дена, па ќе видите како ќе се истоштите. Ќе се истрошите едноставно, ќе доживеете дистрофија. Но и духовниот човек може да се најде во слична ситуација, браќи и сестри. Ако навистина го занемаруваме Словото Божие или Светото писмо, Библијата. Понатаму, ево уште еден текст кај што Исус вели, зашто без мене не можете да направите ништо. И овој цитат, ќе прочитаме неколку цитати од книгата Патот од Христа, поврзани со нашето растење. Еве што вели овде текстот. Мнозина сметаат дека еден дел од работата мораат да свршаат сами. Тие покажале доверба во Христа за да им се прости гревот, но сега се трудат со своји напори да живеат праведно. Меѓутоа, секој таков напор е напразен. Нашето растење, ова е многу важно, нашето растење во милоста, нашата радост, нашата корисност, сето тоа зависи од нашето единство со Христа. Само тогаш, ако секој ден и секој час сме во заедница со Него, единствено ако живееме во Него, ќе можеме да растеме во милост. Значи, за да растеме духовно, браќи и сестри, мора да бидеме поврзани со изворот Исус Христос, за да ги имаме сите необходни потреби за нашето духовно растење. Сите витамини да ги имаме, сите протеини и се оно што е потребно за нашето физичко растење, ние тоа го внесуваме преку храната, но за духовно да растеме, овде текстот вели, нашето растење во милоста, нашата радост, нашата корисност, сето тоа зависи од нашето единство со Христа. Само тогаш, ако секој ден и секој час сме во заедница со Господа. Но, да растеме физички, а и духовно, потребен е уште еден елемент, а тоа е дишењето. Човекот во една минута, знаете ли колку пати вдишува и издишува? Молам? Од 12 до 20 пати. Интересно. Кај бибињата пронајдов податок, вели дури до 60 пати. Сте видели бебето како диши брзо? До 60 пати. А човекот од 12, повозрастните до 20 пати. Значи, интересно, потребно ни е, браќи и сестри, да имаме молитва, заедница со Бога, за да имаме комуникација со изворот на животот, но потребно и да вдишуваме, да издишуваме. Мора да дишеме. Иначе човекот не може, колку секунди или минути може да издржи. Многу кратко. Ако не дишеме физички, животот ќе не биде загрозен. Ако не дишеме духовно, исто така нашиот живот може да биде загрозен. И во духовното растење мора да дишеме. А што е дишење на човекот? Во духовен смисол. Тоа е молитвата. Кога не се молиме, ние се гушиме. Ние се гушиме. Ајде да го читаме заедно текстот. За духовно да живееме и да имаме духовна сила, мора да одржуваме вистинска врска со нашиот небесен Отец. Како се одржува врска со небесниот Отец? Јас знам некои христијани во светот преку прекрстување со рака. Не е тоа одржување врска со центарот, со Вселената, со Бога, со небесниот Отец. За духовно да живееме и да имаме духовна сила, мора да одржуваме вистинска врска со нашиот небесен Отец. Понатаму текстот вели, молитвата е отварање на срцето пред Бога, како пријател. Молитвата не го спушта Бога кај нас,
туку нас не издигнува кон Него. За да можеме, браќа и сестри, духовно да дишеме, мора да ја користиме молитвата. Пробајте да не дишете неколку секунди, па ќе видите што ќе се случи. Нема да не биде пријатно и може да не биде загрозен и нашиот живот. Ако духовно тоа не го правиме преку молитва, духовно не дишеме, ние ќе бидеме загрозени духовно, ќе бидеме млитави, секако физички ќе бидеме живи, но духовно ќе бидеме толку истоштени, толку разочарани, толку обесхрабрени, кои ќе најдат проблеми и искушенија, не ќе може да се спротивставиме на нашиот небесен Отец. И затоа вели молитвата не го спушта кај Бога, не го спушта Бога кај нас, туку нас не издигнува кон Него. Секако и во духовното растење тоа мора да го користиме во нашиот секојдневен живот. Колку пати вдишуваме молитва во текот на денот? Еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати? Ја не знам, секој си знае. Секако молитвата не е врзана за време, за место, за црква, за период. Некои велат, отворете црквата да доаѓаме се молиме. Во ред, ние може да отвориме 24 часа да биде отворен овој молитвен дом. Но не е поентата тука да дојдеме. Поентата е дома да се молиме, на нива, на улица, на работа, на пазар. Секаде ние може да се молиме и да упатиме молитва на Господа. Секако традиционалните цркви ги отварат своите молитвени домови, доаѓаат луѓе, палат свеки, клечат, се молат во ред. Има тоа некоја мистика. Меѓутоа, поентата е ние да бидеме постојано поврзани со Бога. Ако тоа не го правиме, браќа и сестри, ние духовно ќе бидеме мртви, а од мртов човек немаш корист. Мртвите луѓе знаеме каде ги носиме. И затоа Бог ни повикува да станеме и да користиме молитвата како средство за комуникација. Понатаму, за правилно да се развиваме како бебења, потребно е движење. Знаете, децата некаде на колку месеци проводуваат? На година дена, во 13, некој малце подоцно, како е да е, потребно е движење, потребна е рекреација, спортување, за да имаме здрав физички живот. И во духовното наше растење потребно ни е движење и рекреација. Што мислите, кој е тоа движење и рекреација во духовен смисол? Тоа е нашето сведоштво и служба од љубов за другите. Ние го нарекуваме како? Мисионство. Значи, мисионството е исто така многу важен фактор во нашето духовно растење, да одржиме таа духовна кондиција. Не можеме само да јадиме, не може само да вдишуваме, не може само да растеме. Потребно е движење. За нашето духовно растење мораме да сведочиме на нашите ближни за Христа, за Неговата милост, за Неговата љубов, која ги опфаќа сите деца, мажи и жени. Еве што вели понатаму текстот. Љубовта кон Исуса ќе ја покажеме со нашата желба да работиме како што работил Тој на благослов и издигнување на човештвото. Знаеме, учиме сега во пулката, какви правила Бог им дал на старите израелци. Тие правила секако се важни за нас. Љубовта што Исус ја покажувал кон другите треба да биде, значи, наша желба. Таа ќе поттикнува кон љубов, кон нежност и сочувство спрема сите созданија за кои се грижи нашиот небесен Отец. Интересно, љубовта кон Исуса ќе ја покажеме тогаш ако излеземе на улица, ако излеземе меѓу народ, ќе ја покажеме со нашата желба да работиме како што работил Тој на благослов и издигнување на човештвото. Секако, освен рекреација, освен духовно рекреирање, а тоа е, значи, мисионство, детето, додека е бебе, потребна му и грижа на родителите, ближните. Тука се бабите, тука се дедовците, тука се стрините, роднината, значи, секако мајката и таткото се на први на удар, но сите тие помагаат да тоа дете расте, на тоа дете да се грижат за него. Што мислите? Кај Божите деца, која е грижата за своите деца? Каква е грижата? Кај Божите деца тоа е заедницата на верниците. Без ова заедништво сме слични на бебе кој после раѓањето мајката го оставила некаде кај некој контейнер. И имаме ли такви информации? Слушаме ли такви вести? На жалост има. Не може кога ќе се крсти некој како бебе духовно да го оставиме веднаш тамо и само нека се снаоѓа. Па не може, тоа ќе падне. И нормално е да падне. А ние постарите не смееме на него да гледаме како на светец и штом ќе падне, веднаш ќе му дадеме кар или опомена. Тоа дете треба да расте.
Кога возевте прв пат велосипед, паднавте ли прв пат? Кој не паднал? Браво, Тео. Браво. Меѓутоа знам дека јас сум паднал. Сите паѓаме. Детето пред да оди на свој нозе, ќе удри таму во фрижидерот, ќе удри таму во зидот. Така ли децата продуваат? Нормално, па ќе падне па колената. Не може едно духовно родено бебе ние да очекуваме да носи 100 кила да му ставиме. И затоа заедницата е тука да му помогне. Тоа е заедница на верниците. Без ова заедништво сме слични на бебе кој после раѓањето едноставно тоа дете оставено на милост и на немилост. За духовното бебе заедницата е одговорна да се грижи и да му помогне да порасне. И затоа ние сме, браќи и сестри, пред Бога одговорни за овие деца. Ќе прават грешки и ние сме правили. Ќе паѓаат и ние сме паѓали. Но тука се постарите да им помогнат, да им подадат рака. Зашто Соломон што вели во своите изреки? Учи го детето додека ќе остаре или додека е малечко. Тука се встава најдобар материјал во темелот на тие мали суштества. И сега, во врска со духовното растење, Библијата ни дава две напомени. Јас ќе ги на брзина спомнам. Првото е дека растењето во Христа пред се е растење во сличноста со Него. Како што децата се слични на родителите, исто така ние, браќа и сестри, треба да личиме во духовен смисол на нашиот небесен татко. Исус често пати поминувал време, одвоил доста време, иако тие постарите, оние попаметните, оние светите ученици, на жалост, не биле свети, но го попречували Исус и му рекли: Исусе, ептен досадуваш. Па гледаш, децата ти досадуваат, а ти губиш време, а таму има болни, таму има сакати, таму треба да се отиде. Исус вели: оставите ги децата, пуштите ги, нека дојат кај мене. На Исуса му се качиле на глава, Исус ги трпел, ги поднесувал, Исус зрачал љубов. Ако растеме духовно, стануваме, браќа и сестри, слични на Христа. Со однесување како Исус, а не со светот во кој живееме. Светот и неговиот начин на размислување секако ќе влие на нашите деца. И кога ќе дојдат дома, ќе се изненадиме дека децата научиле некој збор што не е соодветен на нашиот речник во домот. Децата ќе донесат нешто што ние не сме ги училе. Тоа е нормално. Тие 8, колку часа поминуваат во училиште? 5-7 часа, па некои одат на дневен престој. Значи, 7-8 часа децата се надвор од домот. Па на улица посветуваат некое време, се дружат со другарчињата и нормално дека тие ќе залепат некој збор што не е соодветен. И не треба веднаш да го караме детето, туку да му кажеме да самиот свати да ги вага тие зборови. Секако, ние кои сме се родиле во црква, многу зборови не се соодветни за нас, зашто не се слушани во семејството, нити се дел од нашите речници, но сепак светот влие. Значи, ќе не привлекува светот да бидеме слични со него, но затоа децата треба да бидат тука во црква, секоја сабота, на час по веронаука, во детско деление или таму дома да се воспитуваат. Но здравиот духовен раст значи да живееме според Христовиот пример, а не според стандардите на овој свет. Ако така живееме, тогаш, браќа и сестри, нашето духовно растење ќе биде слично на Христа. Што повеќе учиме за Христа, ние ќе растеме. Еве го следниот цитат. Единствен начин некој да расте во милоста е несебично да ја прифати работата што ни ја дал Христос, според мерката на своите способности, да им помага и да им биде на благослов на ближните на кои им е потребна наша помош. Понатаму, второ, понатаму да растеме во се. Што значи тоа во се? Што значи да растеме во се? Секако во некои работи ќе имаме повеќе успех, а во некои ќе имаме помалку успех. Например, ќе растеме во Христа и ќе престанеме да лажеме. Тоа е сосема нормално. Да го узелот и земеме името Боже. Знаеме дека Бог вели да не го земеме името, да се колнеме во Божје име. Понатаму да крадеме, да се однесуваме пристојно. Но можеби некои работи ќе бидат повеќе остварливи, некои помалци. Ќе се бориме, можеби, со предрасудите. Можеби ќе се истакнуваме со себе, со своето јас, со гордоста, наметнување на својата волја, со нечисти мисли, алчност и сега да не набројуваме. Да растеш во Христа го опфаќа целокупниот живот на еден христијанин, браќа и сестри. И затоа Павле вели да растеме во се. Додека растеш во Христа, тоа значи да ги опфати сите подрачја.
во секој подрачје од нашиот живот. Не е можно да растеме во Христа, а да бидеме џуџиња, духовни. Не е возможно. Христос ќе ни ги даде сите потребни витамини, протеини, јаглено-хидрати и се оно што е потребно за нашиот духовен раст. Како што физички треба да ги имаме сите тие компоненти да би имале пристојна, нормална висина. Но како е да е, ние сега зборуваме повеќе за физичкото растење, односно за духовното, отколку за физичкото. Бог дозволил, браќа и сестри, духовно да се родиме. Како што дозволил физички да се родиме и нормално е физички да растеме. Ако сме се родиле духовно во неговата црква, ние мора да растеме духовно. Не треба да бидеме задоволни со она знаење што сме го имале пред 10, 15, 20 или не знам колку години кога сме се крстиле. Ние мора да напредуваме во сите подрачја на нашиот духовен живот. Во што сме напредували од минатата година од својот живот? Во што треба да растеме? Сите ние, децата, младите, возрастните, постарите. Дали, браќи и сестри, навистина сме пораснале од минатата година? Исус често пати одвојувал време на оние луѓе кои можеби имале потреба од духовно растење. Тој им дал совети и опомени. Испитајте се самите себе. Дали сте во верата? Проверете се самите себе. Што тоа значи испитајте се? Дали тоа значи јас тебе да те испитам, ти мене? Туку на кого ово се однесува кога Павле вели испитајте се самите себе? Па самиот текст тоа ни го кажува. Да се испитаме самите себе. Овде значи, тој грчкиот збор испитајте се, значи проучи се. Проучи се ти сами од себе. Оцени се. Лесно јас да дадам оценка на друг, на трет. Но кога треба сами да се оценам, иако тоа е проблем понекогаш. Кога ние се споредуваме со другите и секогаш велим, јас сум подобар. И мислиме дека тоа е полош и ќе си ставиме преводна оценка. Но сепак да бидеме искрени, испитајте се, Павле вели, самите себе. Павле вели, испитајте се да видите дали одите, дали живеете според Божјата реч. Ние треба постојано да се прашуваме дали се менувам, дали станувам подобар и поблаг, кога некој ќе те изнервира, кога некој ќе те напише лоша порака, кога некој ќе те испровоцира. Еднаш добив не баш така пријатна порака. И жив човек си, почна да се нервираш. И кога ќе размислиш што може да направиш сега, да извратиш порака, да му вратиш порака, еден човек вели, јас добив лоша порака, но вратив со благослов. Едноставно, и тука се прекрати комуникацијата. Значи, ако ние враќаме зло за зло, каде ќе ни биде крајот? И затоа да се испитаме самите себе. Дали сме пораснале во верата од минатата година? Дали сме напредувале во духовниот живот? Или тука тапкаме во место, а можеби, на жалост, и сме надзадувале? Дали станувам подобар и поблаг? Дали мојот говор станува праведен? Дали се уште приговорам или пак ќе бидам воздржан? Дали настојувам да му угодам на Бога или на човек? Знаете, луѓето се минуваат. Денеска со тебе, утре се против тебе. Такви сме ние. Си ги гледате интересите, гледате политиката. Се минуваат политичарите преку ног партиите. Зошто? Си ги продаваат гласовите. На жалост, тоа е така во светот, но да не биде тоа помеѓу нас. Дали се уште приговарам или ќе бидам воздржан? Дали настојувам да му угодам на Бога? Браќи и сестри, тоа треба озбилно да го сватиме и да подзастанеме. И Павле вели, испитајте се самите себе. Не другиот да го испитуваме, туку себе си. Тоа треба озбилно да го сватиме ако сме христијани. А се уште сме равнодушни во врска со духовното растење, тогаш се уште не сме дозволиле Светиот Дух да ја заврши својата работа. Еве го текстот, што сега сакам заеднички да го прочитаме. Целото писмо е од Бога вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање, за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Гледате, кај да отвориме Светото писмо, не да ќе не рани некоја стрела со добра намера. Овде имавме ние овие денови залепено и сестрата им покажуваше на децата оние стрели со кои ѓавлот не гаѓа. Така деца беше. И вие лепевте овде разни елементи со кои сатаната не удара. Но писмото, што рековме,
шлем стававме, така, оклоп и други работи, каиш, ремен, но писмото е тој одбранбен механизам кој не штити сите нас, децата, помладите, постарите. Писмото вели целото е од Бога дадено, вдахновено и полезно. Зошто? Да се испитаме самите себе предходно што читавме. За изобличување, за поправање, за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршен, подготвен за секое добро дело. Тоа е намерата Божја. Кога тој ќе не покара Бог, со намера не покарува, за да бидеме подобри. Духовното растење е цел животен процес. Физички да, има фаза до која ќе растеме, не знам до која година се расте, 30, 40, тука не е 45, може би, но веќе човекот завршува со своето физичко растење. 27-8. Добро, меѓутоа, во зрелите години што се развива? Умот тогаш, на тоа мисле. Значи, умот се развива кога човекот може да донесува но физички вред. Но како е да е? Физички пристануваме со растењето, но духовното растење. Еден брат, кога бевме во Србија, постар беше, се крсти и почна в црква да доаѓа и ми доаѓа, вели, брат, дали треба да читам поуки? Јас сум веќе во пензија влегол, човекот. Па викам, брат, пензијата нема врска со поуката, ќе ја читаш додека си жив. Значи, тој мисли дека пензија влегова и не треба да чита повеќе. Тоа што го научил, го научил. Ако така мислиме, тоа е погрешно, браќи и сестри. Духовното растење е цел животен процес, кој се случува додека ја проучуваме и пременуваме Божјата реч. Тоа е процес, додека ни трае снагата, додека ни трае силата, умот пред се, очите. Зато Соломон вели, кој беше? Давид. Па и Соломон вели, учи го детето, но Давид вели, ќе дојдат денови за кои ќе кажеш, не ми се мили. И навистина те е така. Посетете ја сестра Душанка, сестра Марија и останатите наши стари сестри кои се на своја постела. Ке ви кажат како им е. Не им е лесно. Зошто? Снагата веќе ги издава. Старост е тоа, нормално, според Библијата. Но она што го научила таа во животот, се уште го цитира сестрата. Ке ви кажи, ке ви охрабри таа од Библијата, ке ви даде текстови. Затоа, деца, учите текст од Библијата. Читајте, пеите. Оно што ќе го научите сега, ќе ве прати преку целиот ваш живот. И еве при крајот да прочитаме уште нешто. Ова слика не подсетува дека Библијата треба да биде составен дел од нашиот христијански живот. Значи да растеме духовно, потребно е она што Библијата ни го кажува да го спроведеме. Еве го на крајот текстот од Галатјаните 5 глава. А плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, кротоста, самоконтролата. Ако овие елементи, овие небесни билки, браќи и сестри, карактеристики ги имаме во нашиот живот, овде вели нема закон против ваквите нешта. Ако овие ги спроведуваме, не треба дури од полиција да се плашиме. Иако таа создава ред во државата. Но ако имаме љубов, ако сме радосни, ако шириме радост, мир, ако сме трпеливи, иако не е лесно понекогаш да се бидеш трпелив, љубезни да бидеме, добри, кротки или мирни, и е многу важно во овој свет во кој живееме, се помалку има самоконтрола кај луѓето. Се повеќе има освета, се повеќе плански да ти се освети. Ако тоа го имаме, вели Павле, нема закон за тоа. Затоа ова формула која треба сите да ја знаеме и да се придржуваме. Ова формула што ја читавме во Галатјаните 5 глава. Браќи и сестри, драги деца, драги млади и сите вие кои не гледате и слушате. Се друго може да биде добро. Има добри работи во овој свет. Но ова формула е главната. Ова формула е исправна и проверена. Значи, ова што ја пред малце читавме, ова формула нема закон. Не може да биде надминато ако овие елементи, овие доблести ги имаме во нашиот живот. Вие сте деца млади сега, мали сте, може целосно не го разбирате тоа, но како растете, умот ќе ви се проширува, с вашите видици, знаења. И тоа ви ќе видите дека овие елементи се многу потребни. Се друго може да биде добро, но ова формула што ја спомнав е исправна и проверена и најдобра за нашето растење во Христа. Господ нека ни помогне, браќи и сестри, на нас
постарите, духовно да растеме, децата да растат и физички, но и духовно. И така заедно еден ден, да го доживееме оној раст, она висина, Павле што вели, што ни е потребна, не физичка, духовна висина, за да влеземе во радоста на нашиот Господар Исуса Христа. Амин.